Горчлива тема е ова со злоупотреба на децата. Во ваквата состојба го отвара прашањето што треба, а што не прави државата за да ги згрижи овие деца. Мој гости на оваа тема денеска се господинот Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши и Душан Томич, посебен советник во Министерството за труд и социјална политика. Господине Томич, денеска на денот за децата на улица Министерството нема барем ниту никаква символична активност за да го одбележи денот. Зошто овие деца се на улица, зошто не се згрижени? Ја не би кажал дека за символична активност можеме да смениме состојбата на нема овие ниту деца. символична, а камоли некаква реалност. Има реално што се случи пред неколку дена кога владата донесе програма со која што сите деца кои што се корисници на семејство социјална парична помош се ослободени од здравствена партиципација, што значи дека на овие деца има обезбедена бесплатна здравствена нега во сите здравствени установи во државата. Така да тоа е еден чекор кој што многу значи за овие деца, кои што досега има како ги отргне децата од улица? Децата од улица е еден погенерички проблем кој што значи носи една трансгенерацијска сиромаштија и самото отстранување на децата од улица не значи решавање на проблемот на децата на улица, бидејќи се работи за надлабока сиромаштија во рамките на нивните семејства, која што треба да биде соодветно таргетирана и треба да се работи на интеграција на нивните родители на пазарот на трудот, а при тоа, како што беше кажано и во прилогот, да се обезбеди соодветна воспитно социјална грижа во рамките на системот на државата, односно во детските градинки. И тоа веќе се случува, значи 600 дечиња од најсиромашни семејства, пред се ромски, веќе неколку години посетуваат градинки платени од страна на државата во 18 општини во Република Македонија. Господин Змијанац, реално се води ли ваква реална грижа практично за овие деца и за нивното згрижување, како што еве успеа да каже представникот од Министерството за труд и социјала? Прво, ние го искористивме денешниот ден повторно да посетиме на овој проблем и неколку новински агенции излегоа со нашето соопштение дека покрај тоа што главен проблем за децата на улица е сиромаштијата, исто така е проблем што тие деца или некои од нив не се ни евидентирани во извод од матична книга на некаде околу 2000 деца не се ни евидентирани. Треба да излезе со точна бројка Министерството за труд и социјална политика дека треба да бидат сите деца, посебно од трета година, наша заложба е како детска амбасада Меѓаши да бидат со бенефици од страна на државата во задолжително воспитно образовен процес уште во предшколска установа, затоа што првите 6 години доколку ги пропуштиме децата, тие веќе се регрутираат или за питачење, или се тргува со нив, или се злоупотреба нивниот труд. Значи, ако ги вклучиме на време во воспитно-образовните институции во градинките, имаме голема можност првиот чекор да го изодиме до задолжителното основно образование, а знаеме дека сиромаштијата иде во ланец, во спрега со неписменоста и со злоупотреба на детскиот труд. Независно што е тоа трансгенерацијски проблем и што можеби семејствата биле така научени да заработуваат, државата мора да биде кадрена, да има капацитет тие деца да ги вклучи во образование, бидејќи без вклучување во образование и понатаму ќе имаме злоупотреба на деца, ќе имаме неписмени, ќе имаме сиромашти. Значи мора да има некој позитивен рол модел. Са честитки се тие 600 деца што се вклучени во градинките, но недостасува фаденост на сите. Прашањето се отвара што откако децата ќе завршат со градинките? Во основно училиште. Значи не, прашањето е кога ќе помине денот во текот на денот, кога ќе го поминат периодот што треба да бидат во градинка, тие повторно се враќаат на улица. Така беше да се работи и со родителите и со децата. Само да ви докажам, државата се фали дека има неколку прифатилишта за деца на улица, но коментарот на новинарот беше добар дека тие после напуштањето повторно се на улица. Значи мора да се работи и со семејството. Јас би рекол дека дури детето да се вклучи во градинка и во училиште без да се вработи барем еден од семејството, да остварува личен доход, за да можат тие да живеат од месечен надомест, да не бидат децата предмет или начин на заработување и експлоатација и злоупотреба, мора да се зајакне семејството на самодржливост, односно барем да се следи користењето на средствата кои ги добива од вработувањето што државата ќе го обезбеди, ако треба со доедукација. Така. Зошто практично не ги преземете само практиките од Европската унија? Да речеме, место прекршочно да има кривично гонење на родителите кои што своите деца ги оставаат на улица. Веќе сменет законот за семејство 2014 година, каде што има кривична одговорност и на секоја втора евидентирање
дека родителот го злоупотребува своето дете, има и кривична одговорност, тоа веќе постои во нашата држава, но сепак оваа мерка можеби не е најдобра, бидејќи сепак еве може и господин Змјанавски се согласи, биолошкото семејство е најдобрата опција за секое дете било каде во светот. Така да отстранувањето на децата од биолошките семејства може да нанесе повеќе штета на децата отколку корист, така да убаво каже господин Змјанац, треба да се работи повеќе со биолошките семејства во нивно зајакнување на нивните капацитети за влез на пазарот на труд, за да можат они да најдат соодветна работа, бидејќи работата е најдобар излез од сиромаштие. Она што беше спомнато дека 2000 деца се незапишани во евиденција на матична книга, можам да кажам дека тие бројки се поушални. Веќе во тек акција на владата на Република Македонија преку Министерство за правда, каде што е објавен јавен повик и се повикуваат сите лица, деца кои што не се запишани во регистарот на матична книга на родени да се пријават. Очекувате да се пријават сами? Не. Имате вие реална евиденција колку деца во моментот се на улица? Значи во моментот се вршат и обуки на центрите за вработување, на матичните служби за евиденција и на граѓанските организации пред се ромски кои што работат на терен и кои што ги мотивираат и ги поттикнуваат овие лица да се пријават на огласот. Потоа ќе се направат измени во овој период од 6 месеци на законите за вонпарнична постапка и за упис во матична книга на родени, пошто овие 10 месеци очекува околу 3000 лица според сите анализи до сега што се правени и теренски истражувања се правени во последните 2-3 години да добијат посебен матичен број, со кој посебен матичен број тие ќе бидат влезени во системите на социјална и здравствена заштита. Така да тоа е решавање на проблемот кој што со години се влече со уписот на незапишани во книга на родени. Не е точно дека државата ништо не прави. Имате ли евиденција колку деца во моментот се на улица? Во моментот ново регистрирани во 2018 година се 21 деца. Од последните 10 до 15 години околу 500 до 600 деца низ цела територија на Република Македонија кружат и тие постојано можам да кажам и се повторуваат низ годините и тоа е проблемот што системот не успева да ги реши бидејќи се работи за надлабока сиромаштија. И во таа насока... А зошто тогаш не се делува системски? Па системски затоа се прави нов закон за социјална заштита каде што ќе се воведе програмата за минимален адекватен приход, кој што приход ќе значи зголемување на висината на социјалната парична помош која што ја добиваат овие граѓани. А колку зголемување? Таа ќе биде зголемена можеби и до ниво на минимална плата во Република Македонија, со што овие лица кои што ќе бидат приматели на минимален адекватен приход ќе морат да одат на соодветна активација, односно на програми за рехабилитација, што ги спомна господин Змјанац. Значи тој период на работно способување и рехабилитација ќе трае од 1 до 3 години во зависност од способностите на самите лица и од нивниот степен образование, за да после тие 3 години тие бидат соодветно пласирани на пазарот на трудот. Значи овие лица се лица без основно и со основно образование, многу е тешко да ги интегрирате во услови на слаба побарувачка на пазарот на трудот и тоа нема да биде лесен процес, но сепак сакаме да го дигнеме прагот на примања што ги дава државата над линијата на сиромаштија која е околу 6000 и нешто во моментот во државата, согласно Завод за статистика. Така да мерките се планираат, се прават, но Но сето ова е практично на хартија. Да речеме... А практиките од Европската унија не може да ги пресликате бидејќи деца на улица во поголемите европски градови можеби има повеќе отколку во Република Македонија. Не е утеха, него праксите секаде се различни, зависат од менталитетот на населението во кое што живеете и однос на традициите во кои што луѓето живеат на едно поднебје. Така да не може да пресликате вие модел од Бразил, каде што има огромни комуни на лица бездомници, да биде имплементиран во Република Македонија. Не мора да ги најдеме нашите локални пракси и да видиме како најдобро да допреме до овие деца и лица, за да може да ги извадиме од сиромаштија. Без вадење од сиромаштија, овие деца повторно ќе излагаат на улица. Колку ќе трае тој процес? Процесите ние и можам да кажам сите претходни влади се залага за намалување на сиромаштво, некој почнува со репресивен модел, некој со поинакви модели. Можам да кажам колку години или децении може само да ви објаснам каков е проблемот. Значи ако едно дете дневно заработува на улица 500 денара, значи вие поврзете го тоа така, значи имало акции на МВР каде што во минатото едно дете на улица заработува 500.000 денари на крајот на денот кога ги укрупнува во продавница. Вие треба тој соодветен приход што он го дава на семејството да го замените или со работен процес или со некоја социјална помош за да родителот него тера детето. Вие треба детето да го пратите на училиште. Да, ама родителот нема да го ставите или да го ставите, па тогаш постои веројатно опција за одземање на старателско право на родителот. Да, ама вие ќе одземете родителско право и што понатаму? Треба да ја гледаме детето веројатно во социјално семејство, во згрижувачко семејство, во прифатни центри каде што после завршување на програмата предвидена за дента нема повторно да се врати на улица.
Да, ама лесно е да се каже дека вие така лесно ќе одзимате дете од своето биолошко семејство и ќе оставите на друго место. Ама ако некој не води грижа за тоа дете, треба да го оставиме на милост и немилост? Не да го оставиме на милост и немилост, но треба да работиме повеќе на зајакнување на биолошките семејства. За мене опциите одзимање на дете од биолошко семејство не се најдобрата опција. Сепак би се случувало. Дури по цена ако е тоа предмет на трговија со луѓе. Не, ако е предмет на трговија, има казни затвор по закон за трговија на луѓе кои што се високи и се над 10 години. Така тоа е друга постапка, докато се работи за трговија со Пошто тие деца најчесто се злоупотребувани и од своите родители. Па дури да се згрижени на трговија. Па не можете да тврдите, има родители кои што сами ги продаваат своите деца. На кого ги продаваат? Па ги продаваат како Па ако има и такви информации, тоа треба соодветно да се пријави и си има постапка по закон за трговија со луѓе, каде што се вклучуваат сите институции, таа е сосема друга постапка. Имате ли вие? Последниот случај ова сега што го кажа господинот Томшик од Министерството за труд и социјална политика. Значи бара капацитет од страна државата да се надгледува остварување квалитетно родителско право. Случај 25 мај говори дека се одземало родителското право, се дало детето под надлежност на 25 мај. И детето доживело се поголеми трауми. Доживело трауми и трговија, и силување, и што уште не. Значи, ако го одземете детето, тогаш треба да дадете квалитетни. Јас мислам дека дадовте поента добра, згрижувачки семејства кои се високо мотивирани со сите придонеси кои ќе му течат и ќе биде исто под надзор од страна на министерството дали остваруваат старателско квалитетно право на згрижување, чување, воспитување, правилен раст и развој на детето. Значи, ризикот е и еден и друг ако го ставите во институција како што е 11 октомври или 25 мај или Ранка Милановиќ, а згрижувачките семејства се исто така тешка инвестиција од аспект на следење и мотивирање на луѓето кои тоа ќе го прават не само од финансиски, туку од филантропски позиции и убедувања. Оно што најави, јас колку што ја следев министерката, дека ќе има мали групни домови. Сега, дали оваа категорија на деца ќе влезат таму или не, тоа треба да одговори министерството. Но повторно ќе кажем, бенефитот за решавање на сиромаштијата, неписменоста и злоупотребата на детскиот труд е паралелна работа и со семејството, и нивно обработување барем еден од семејството или дури обезбедување кров над главата, за да центарот врши наблюдување, следење како тоа семејство правилно ги користи финансиските ресурси и детето се вклучи на време во градинка и во образование. И задолжително, основно и средно. На тој начин ни ќе нема малолетнички бракови, ќе има образован рол модел на роми кои се посветиле на образование и тие ќе бидат пример да се тој трансгенерацијски начин на злоупотреба на децата, не само страна на родителите, туку има организирани мрежи кои што за одреден бенефит ги изнајмуваат децата за да остваруваат профит и граѓаните кои јас би им упатил апел да не им даваат пари на децата, само прехранени производи, затоа што задоволни ли сте вие до условите во прифатните центри за децата? Ако збориме за овие државните, ниту еден, а ако збориме за дневните центри, самите дадовте одговор дека после 16 часот повторно се на улица. Значи, решение, го кажав, мора да детето се вклучи на време. Зошто? Градинката не е само згрижување, чување и дали детето јадело. Туку стегнува хигиенски навики, здравствени навики, се вклучува детето, се социализира. Дури мислам дека има можности градоначалниците и социјално одговорни компании да им обезбедат обувки, облека за да не се чувствуваат дискриминирани децата во местото кај што ќе посетуваат градинка и на тој начин ќе го решиме проблемот. А во однос на фантом деца, мислам дека има тука проблем и со родилки кои се пораѓаат дома. Они се обрзни да повикаат полицајци, тој им е голем услов за да се докаже родителството околу таа евиденција за влез во извод од матична книга на родените. Може би треба се најде некој систем каде што тој полицајц не мора да дојде дома за да потврди дека родилката се родила, туку да се докаже. Ја мислам дека имаат и модел за ДНК докажување и мислам дека тоа министерството се правеше лани и на тој начин. Само би му реплицирал на господинот Томшиќ дека кога имаме официјални бројки дали се 300 или 500 пантом, тие прво се тоа е најголема дискриминација. Тие немаат ни едно елементарно право, затоа што детето може да биде грабнато, киднапирано, уопште да не се знае каде е, што се случува со него. Второ, секогаш имаме сива бројка. Сивата бројка може да биде 1:3, 1:5 и 1:10. Затоа не е секогаш паушал. Тука се гледа невојчето на државата да постои контрола. Ако време у претходната влада официјална бројка била 330, сега во оваа влада е 500. Значи ние мора да идеме и на сива бројка затоа што таа сива бројка ни дава гаранција дека сепак има
не евидентирани дури возрастни, не само деца, во системот на извод од матична книга на родени. Така. Како и кога би се подобрили условите во дневните центри за децата и прифатните центри, за да не се повторат практично она што беше случајот, нели, со забременување на малолетни деца? Која што беше голем скандал, поврзан со Министерката за труд и социјала. Дневен центар, тоа е институција која што згрижува деца со социјални. Се исто, тоа е институција која што е задолжена за грижа на деца. Да, објаснам. Значи јас дневните центри какви да се во својата форма, не верувам дека може да дадат повеќе резултати од она што до сега и го давале, бидејќи сепак тие деца се ограничено време таму и што викате попладне пак се на улиците. Сметам дека интегрирање нивно во соодветниот систем предшколски и школски, каде што убаво кажи поентираше господинот Змејанов дека во школите треба да се направат услови за тие деца таму и да можат и хигиенски навики да се истушираат, да добијат соодветна облека, бидејќи верувајте овие деца од улица и во самата општина Шуто Ризер во школата се дискриминирани од самата ромска заедница поради нивниот изглед, поради нехигиената и поради неможноста да бидат воспитани на соодветен начин. Така да сметам дека треба и во рамките на образовниот систем во основно образование да се направат така мини дневни центри каде што овие деца ќе може да ги добијат овие услуги во вид на храна, на хигиена, за да можат да го посетуваат школото и да имаат услови да бидат еднакви со сите други дечиња. Она што се однесува на другите институции кои што се големи во државата, зашто збориме за 25 мај каде што се случија настаните Ранка, 11, значи сите се предмет на трансформација и тие веќе нема да постојат како такви гломазни институции. Веќе за 25 мај имаме ангажирани експерти кои што работат внатре со вработените, бидејќи тие се лица кои што се согорени со текот на време. Имаме и кривични пријави, точно, но сакаме сите деца да живеат во помали стамбени единици, станови, куќи, веќе овие институции да не постојат во тој формат, туку да станат еден вид на сервиси за заедницата, каде што би биле советувалишта, каде што ќе може да дојдат да се посоветуваат и да излезат од таму и да станат ресурс. Истото ќе се случи и со институциите кои што изгрижуваат лица со попреченост, бидејќи во каква што се сега состојба се испод сите цивилизацијски норми кои што постојат во светот. Значи тоа е една негрижа низ годините која што ги довела во таква состојба која што е подобро и више да не инвестирате, бидејќи тоа облик на заштита не дал резултат, бидејќи цел тие деца ќе бидат стигматизирани, ќе биде деца од овој така наречен сиви дом или ќе бидат од дом за деца без родители. Секоја друг облик на заштита кој што ќе биде заедно со сите други ќе живеат во зграда луѓе кои што ќе значи нивно вклучување во редовна настава, интегрирање во општеството, поединечна поддршка за секој ќе даде повеќе. Добро, самите во неколку наврати практично кажувате дека треба да се вклучат во образовниот систем тие деца. Точно. Па кој треба да ги вклучи тие? Државата веројатно треба да се грижи за тоа. Па точно. Пошто има па зошто се на улица? Ама знаете зашто сега институциите во државата, големите, функционираат со училишта внатре во институцијата. И тие деца посетуваат настава, ама внатре во зградата. Не идат во основно училиште во општината каде што е зградата сместена. Значи треба да се прекине со таквиот начин образование каде што сами слушнавте од прилогот дека поголемиот дел од тие деца не посетуваат настава. Кој треба да води контрола? Државниот просветен инспекторат, не Министерство за труд, значи си има закон за задолжително. Се збориме за улогата на државата, практично. Па добро, ама не може Министерство за труд да ги реши сите прашања кои што се однесуваат и на здравствениот и на образовниот систем. Ама сепак веројатно системски делување значи координација на сите сектори. Согласувам точно, ама затоа ви кажувам дека сепак треба сите алки да се поврзат и да се најде решение пред се, пошто и овие семејства често мигрираат. Нашиот образовен систем е врзан со локалното место каде што живеете, нели сте запишани во школото или моето дете е запишано во училиште каде што јас живеам. Овие семејства брзо се селат. Значи проблемот уште се јавува при преселба од една општина во друга, вие не може детето да шета по. Дека сите тие алки вие ги поврзувате, не сметате дека ви бега работата од контрола, практично дека Ја не се согласувам дека ни бега работата и сметам дека ова што сега се прави со трансформација на институциите е доста храбар чекор на оваа влада и дека треба поддршка и од медиумите и од пошироката јавност тоа да се случи, како и од локалната заедница и од луѓето да се подигне свеста да ги прифати овие луѓе. Бидејќи овие луѓе не се прифатени пред се од општеството, не само од системот на државата. Значи сите заедно треба да ги прифатиме овие лица. И тука е проблемот. Значи вие не можете да однесете детенце од улица во здравствен систем, во здравство не ги примаат. Значи тука се работи за ниска свест. Кај сите не можете да обезбедите тогаш нормална здравствена заштита за тие деца? Па еве сега за тоа донесовме програма каде што сите се ослободени од здравствена партиципација. Значи, кај нас така е поставен системот да некој мора да плати. Сега еве државата ќе плаќа за 24.267.000 лица, зашто се одвоени 20 милиони денари. Значи, сите деца што се од семејства на социјална парична помош нема да плаќаат здравствена услуга во здравствените институции во државата, што значи дека и овие деца кога ќе имаат потреба ќе може слободно да отидат за оние што се запишани, нели што оние што ќе се запишат
понатаму ќе влезат. Ајде да ве прашам јас можеби повеќе лично прашање. Кога поминувате на Камен мост и гледате малечко бебе на минус 20 степени, си велите правам доволно за ова дете да биде згрижено или можам повеќе? Знаете, луѓето што работат во системот секогаш се прашуваат дали можело подобро и повеќе, и јас се согласувам дека секогаш. Каква ви е првата реакција кога ќе видите 3-месечно бебе на минус 20 на Камен мост? Детенце го пријавувам во службите кои што треба да се згрижат за тоа детенце. Значи, јас се согласувам со Змијанац, ние правевме кампања каде што викавме да не им се даваат средства финансиски на овие. Дали функционира уште 15505? Не, 1.5 има дежурни телефони, секој центар за социјална работа има мобилни дежурни телефонски линии кои што се објавени на веб страните на сите центри и 15505 уште функционира. Да, само да резимирам. Префрлањето на одговорност од едно министерство на друго. Не, затоа реков системски практично подразбира координација на сите надлежни институции. Секој си има своја улога и секој е одговорен за ресорот кој го менаџира. Министерство за труд, градинки. Основно и средно образование, министер за образование. Просветен инспектор точно треба да знае дали има деца кои не одат на училиште. Трудов инспектор, дали затоа што тоа е регулирано со закон. Дали има деца кои сезонски отсуствуваат и работат во мај, во септември. Градоначалникот, бидејќи општината е надлежна, треба точно да знае колку деца му се исклучени од образование. Значи тоа е тој цел систем кој мора да биде ставен во функција. И ако системот реши државата да се стави тоа под да се стегне, би рекол, на некој начин да се насочи во решавање или да се превенира ова проблематика која со години трае, може да се намали не само злоупотреба на децата, туку може да се бенефитот да го имаме долгорочно ако децата на време ги вклучиме во градинките. Тие 600 деца символична бројка, за повторно ќе кажам, за поздрав е, но јас мислам дека офатарноста мора да биде во сите во целата република. Јас се согласувам. И бенефитот да биде строго за оваа маргинална ралива категорија на Јас се согласувам, но во Македонија во моментот има 30 опфат, значи со капитални инвестиции згради каде што може да бидат офатени толков број на деца и затоа министерството сега почнува една голема градежна, да кажеме, активност која што ќе значи зголемување на број на детски градинки на територија на цела Македонија, бидејќи не е само проблемот децата на улица дали може да влезат во градинки, туку има многу места каде што фалат градинки, каде што сите деца не може да влезат во градинките. Така да сега и опожарената градинка во Шуто Ризери ќе се гради нов објект од почеток на мај, кој што ќе биде по сите современи стандарди. Се надеваме дека ќе го зголемиме капацитетот, бидејќи има и повеќе потреба, бидејќи таа е голема општина веќе, каде што овие деца ќе треба да идат во претшколско, таму немаше ни јасли, ќе има и јасли, така да сметам дека ова е правиот пристап и што го кажа господин Змијанац, дека децата после третата година треба да додат во задолжително. Добро, додека вие ги развивате тие проекти, ама вие не може да ги изградите за ден? Да, значи тоа е прашањето. Не се идеи, се градат. Додека ги развивате тие проекти, додека ги подготвувате документациите, додека да се изградат тие објекти, како да ги заштитиме децата кои што во моментот се на улица? Па ја би кажал да ги пријавите на службите, секој оној граѓанин што ќе види лице, си има телефон и треба да го пријави соодветната служба да соодветно постапи, да работи со тоа семејство и во рамките на капацитетите моментални на државата се пружи соодветна нега и грижа. Убаво каже Змијанац, може моменталните капацитети доколку не се трансформираат во брзо време не даваат резултат за овие дечиња и тоа се случува 20 години уназад. И пак ќе се случува ако не се смени. Тогаш кој е ефектот од пријавување во надлежните што го рековте, ако нема капацитет сепак има да евиденција. Да, ама сепак ќе се работи со родителите, со семејствата, ќе се види дали може да се интервенира во некој семејство. Сега се најави од градот Скопје дека ќе се вработуваат собирачите на 5 амбалажа во јавното комунално претпријатие. Тоа е едно од решение кое што ќе даде сигурен приход на овие семејства кои што сега нели лутаат по контейнерите, а децата ги тераат на питачење. И сосема за крај, води државата реална грижа за овие деца или практично ја губи битката со згрижување на малолетниците од улица? Ако главен проблем е сиромаштијата и невработеноста, мислам дека без решавање системски на овој проблем, со брзо обработување, како што нагласив на почетокот, барем еден од семејството, ќе изгуби битката. За жал. Па има надеж. Моделот не е само се вклучи детето во градинка. Еден. Добро, но освен декларативни треба да видиме. Освен декларативни заложби треба да обезбедува. Значи тој месечен приход што го обезбедуваат преку злоупотреба на децата, тој мора да го обезбеди родителот. Значи тоа семејство има месечни потреби. А најдобро било и двајцата со доедукација, со следење, дали родителот ќе го троши за алкохол парите или ќе ги троши за образование, за воспитување, за чување, за нега и така натаму. Јас се надевам дека на 12 април 2019 година
на овој ден, за една година ќе сумираме подобри резултати. Според ова што го резултати. кажа господин Топчич од МТСП, да им дадеме можност и шанса. Вака ми изгледа надежно, па ќе видиме. Наша работа е вие како медиум и ние како граѓански сектор да ги следиме и да бараме, ги притискаме, критикуваме и пофалиме ако нешто добро се работи. Така, ви благодарам на разговорот и за присуството во студијата.